Благодарам, вице-премиер. Со цел да ја насочам дискусијата во наредниве половина час, колку што ни остана, ќе си дозволам првото прашање да го поставам јас, потоа следувате вие, се разбира. Премиере, би поврхал од вас осврт на економските теми, на реформите и на интегративните процеси и се разбира на економската агенда која што следува во наредниот период од владата на Република Македонија. Микрофонот само Ружица повели. Ја само сакам да се надоврзам на ова што го кажа портпаролот. Светска банка пред неколку дена кажа дека со овој раст на економијата ќе ни треба дури 60 години за да го стигнеме европскиот стандард. Вие во една прилика кажавте дека БДП оваа година може да порасне и да стигне до 4%, иако во буџетот е проектиран на 3,2. Сериозно верувате дека може да стигнеме до 4% БДП? Благодарам. Дел од ова што беше поставено од портпаролот на владата и дел од вас е мојата секојдневна преокупација. Во суштина најповеќе сум посветен тука. Точно и кога бев ангажиран да ги посетам и Брисел, соседните земји и насекаде да го доизградиме пријателството, јас верував во економските импликации во целата оваа работа. И еве вака ќе кажам. Прво, евроинтегративните процеси се гордост на оваа влада. Направивме сериозен исчекор, знаејќи колку бевме застанети и каде бевме. Еве не денеска ја чекаме високата представничка Могерини, комесарот Хан да дојдат и да не донесат убавата вест. Ние имаме право, ја наговестуваме таа убава вест. После две негативни или условени препораки, Македонија треба да добие кристално чиста препорака. Ќе имаме соопштување од највисоките представници, но ја заслужува. И добро е чувството кое ја заслужуваме. Од тој аспект само ќе кажам, имавме дури различни соопштувања на делот на реализацијата на 369, заради трите овие мерки кои што се уште одложени од ВМРО ДПМН, ние сме близу до 91% или 90,6%, ама ако и тие се реализираат, ќе дојдеме до 95-6%. Ако и другите закони ги реализираме, но суштината е огромен е процентот на реализација. И тој процент прво е потврден од Европската унија во делот, заради тоа и ќе добиеме позитивна препорака, односно кристално чиста препорака, но важно и заради граѓаните. Секој од овие мерки има свој импакт врз животот на граѓаните, за нас исклучително очекување позитивен импакт да има. И знаејќи го целото тоа, остануваме до крај со сите наши посветености во диалогот со опозицијата, со стручната и експертската јавност, со самите институции да ги дореализираме. Има институции кои што не се под контрола на извршната власт. Судската, обвинителската институција или слично, и се надеваме дека тоа што е делокруг кај нив ќе биде завршен. Она кое што представува отворен диалог во парламентот натрек, за деловникот, за не знам, имаше таму етичкиот кодекс, се дел од моне процесот кој што треба да продолжи, му даваме шанса. И тие ќе останат како две неисполнети точки. И имат влијание врз процентот на реализација. Но суштината е многу важна, да седнат заедно и заедно тоа да го дефинират. Оти деловник, етички кодекс заедно се носи. Не е само ние да го изгласаме во парламентот. И тука е делот на нереализацијата на 369. Сето друго е реализирано. Дај Боже, имплементацијата да ги даде резултатите онака како што тоа го очекуваме. Во делот на економијата. Во делот на економијата прво ќе тргнам од тоа дека на вистина начекавме душмански урнисана држава. И го кажувам тоа. Многу често со министерот за финансии сме седеле и сме правеле стратегија што да соопштиме, што не. Оти министерот за финансии и премиерот ако соопштат во детали се, тоа може да влијае разочарувачки и да има спротивни ефекти кои што оптимизмот треба да ги донесе. И многу често се соочивме со, не знам, 383 милиони евра долгови на општините и на институциите. 280 милиони евра екстра од Скопје 2014. И имате буџет во кој што сето тоа заедно на купчеви е 400 милиони евра и бирате дали ќе платите поранешни долгови или ќе креирате нешто. Во моментот е во фаза на стабилизација и до крајот на јуни ќе биде исплатено Скопје 2014 и голем дел е репрограмирано и договорено како ќе ги враќаме тие долгови по сите основи. Дел од тоа е пакетот од 120 милиони евра на општините. Популистичката политика од порано правела притисок врз општините да работат без разлика дали имат пари и финанско покритие или не. И сега ако тоа не го решиме, ќе има сериозни импликации врз севкупното испорачување на услугите на локално ниво
према граѓаните. Мора да го решиме. Тие се дел од аспектите. Дел од аспектите не постоеше проектна документација. Таму кај што постоеше, ја знаете, само ќе ве потсетам, ќе ви кажам во каква состојба беше. Проектот за автопатот Миладиновци-Штип. Немаше решено експроприација, не беа поместени далноводите, а треба да продолжите во реализацијата и апсолутно да потпишете анекс заради временскиот рок кој што веќе беше пробиен и беше до крајот на април или почетокот на мај. А владата беше избрана на 1 јуни тргна, на 30 мај. Беше пробиен рокот. И овде тргнувате да ги решите сите претходни прашања, да го испреговарате анексот со самите датуми и парламентот го донесе. Во проектот или проектната документација Кичево Охрид. Катастрофа. Значи имате два паралелни проектирани пата. Ако се реализират, буквално, како што вика пратеникот Тунтевки, има еден пат за Охрид, еден за Струга. Мислам, катастрофа. Не може да го дозволите, то нема клучки, нема излези. Внатре нема буквално косините комплетно промашени. Нема тунели. Еден дел од проектот го каже министерот Цугаревски на патниот правец Градско Прилеп. Проектиране тунел треба мост. Значи, тоа беа проектните документации. И при тоа, заради тоа што треба да се репроектира во делот на тунелите и во делот на косините и во делот на исклучувањата или клучките, внатре, дополнителни 100 милиони евра треба пари. И сега ова треба целото да го решите. Првиот анекс го решивме, да ги пролонгираме роковите. Сега влегуваме во втора фаза да испреговараме. Ние не се согласуваме како претходната власт железо да го платиме 8 евра. На пазарот е 1 евро и 20, не знам, 1 евро и 30. И сега ги гледате деталите. Државата, тоа е кредит, ако се кинески пари. Државата ќе враќа тој кредит. За ангажманот на кинеските фирми плаќаме една сума, а тие на подизведувачите македонските фирми плаќаат сума поевтина за 57%. Значи не за 5,7%, не за 3%, не за 10% за работка да има. 57%. И сега вие се јасно провизиите од каде дошле. И ние не можеме за 57% сега да преговараме со кинезите, повторно да има разлики. И тука тој преговорачки процес мора да биде на основа на аргументи, експертизи, да го дефинираме за да продолжи и во тој дел решавањето на овој патен правец кој што патем се гради веќе заради анексот, работата, оперативите или слично. Така да во делот на проектната документација ни беше тоа оставено. Зошто брзале знаат сите? Зошто експроприација се решава пред да воведете во работа изведувач? Отстранувањето на далноводите се решава пред надзорот констатира дека проектот е кристално чист пред да го воведете во работа изведувачот. Сето ова не било завршено претходно. Ако тргнеме контра Македонија ќе плати пеналите, Македонија требало тоа да го заврши пред кинеските фирми. И се трудиме да не платиме пеналите, да не кошта дополнително, но проектите мора да продолжат. Од тој аспект тргнавме да ги допроектираме работите и зимата, нормално кога не се гради, работевме на проектната документација, на одобренијата за градби, на постапките за јавни набавки и слично, за да можеме пролета да влеземе во офанзива. И еве не гледате, имаме обезбедено 270 милиони евра за 800 километри патишта. И тоа почнува да тече и тука е најголем дел од капиталните трошоци. Вториот најголем дел од капиталните трошоци се железниците во Македонија. Беше застанато првата фаза на пругата до бугарската граница, Куманово, бугарска граница. И сега тоа го откочивме, имаше слабости во изведувачите и продолжи. При тоа успат направивме проектна документација за втората фаза и обезбедивме грант од 70 милиони евра, остатокот од средствата од Европска банка за обнова и развој или од KfW банката. Не знам точно кој каде ни ги финансират проектите, тоа ги знаат поточно економските ресори во државата. Веќе ја спремивме и третата фаза, аплициравме во програмата од подршка на ИПА 2014-2022, имаме нови 60 милиони евра и бараме начин како да најдеме финансирање на крупната секвенца од коридорот 8 во железницата, тоа е Кичево-Лин пругата. 529 милиони евра по спецификација. Но тоа е единствената пруга која што не е изградена или не е планирана за изградба досега да го поврзе Драч со Скопје, со Софија, со Истанбул. И Македонија отвара како пупка. Тоа е стратешки интерес на државата. И ќе најдеме финансирање. Не знам дали ќе биде од кинеските пари, дали ќе биде од Европска банка за обнова и развој, дали ќе биде од Светска банка или од било кој друг. Овој капитален проект е комплетиран со проектната документација конечно и бараме извор на финансирање. И не застанавме тука. Другите капитални проекти кои се во државата? Школи,
детски градинки, болници, други види патишта, водоводи, канализации и други инфраструктурни проекти кои што постојат. Некаде се гасификацијата е еден од најголемите, почна на крајот на својот мандат претходната власт, е добар проект. Ние баравме да почне пред 10 години, ама почна сега. Продолжуваме со тој. Веќе влеговме во проектирање на мрежите во градовите, за да паралелно додека се развива националниот гасовод, почнеме со изградба на мрежите во градовите. Тоа е екологија, тоа е отстранување на загадениот воздух во Скопје, во Битола, во Тетово, во сите градови кај што го има. И тој проект го тераме понатаму. Паралелно, градежништвото е тоа што движи. И тука е GDP растот. Знаејќи го делот дека сакаме да го подигнеме растот економски во државата, прво овие капитални проекти кои што државата ги финансира и државата стои врз нив, мора да ги ослободиме до крај. И тука имаме слаби капацитети на администрацијата. Јас барам да има одговорен проект менаџер, Кочо Ангјушев, Крешник Бехташи, министерот за земјоделие, за транспорт и врски почнаа да држат предавања во владата на проект менаџери, буквално на гантограми, и да им кажуваат кој каде ќе одговара ако го пробие гантограмот и рокот на изведба, за да правиме притисок во капиталните инвестиции. Оти тоа е GDP-то во државата. И другиот дел е колку сме подготвени со одобренија за градба, со асистенција преку институциите да го раздвижиме градежништвото. Решивме, повеќе 10 години нема потреба да губи Македонија со чеврени галишти. Одиме на малата варијанта која што има висок процент на враќање на парите, ќе ја прави сама државата. Ќе видиме прво домашните банки дали ќе ни најдат пари, кои што во најмала рака треба да бидат ефтини колку што добиваме пари од надвор, и домашните компании дали ќе влезат сите да градат внатре. Проектот е 220 милиони евра, ќе даде работа за неколку години на преку 60-70% од градежните компании во Македонија. Вториот дел покрај автопатиштата, кај што се ангажирани покрај пругите и слични други проекти, ги поддржавме и решивме мал милион на административни проблеми на проектот Лимакс. Меѓу 150 и 200 милиони евра е градежништво. И тоа е градежништво и спомениците и музеите се градежништво. Прашањето дали ќе работат компаниите тука и државата ќе ги троши парите или ќе го поддржиме тоа. Го поддрживме и го отстранивме сите. Имат одобрение за градба, терат во делот на проектот и тоа е градежна офанзива од 200 милиони евра. Паралелно го отворивме и решивме скоро до крај, после овој брифинг имам последен состанок со градоначалниците на градот Скопје, на Гази Баба, инвеститорите, министерот за транспорт и врски и моите советници, уште едно прашање во делот на Скопски сајам, за да можат на крајот на месец мај да отпочнат со рушење и градба. И исто е 200 милиони евра. Еве ги 400 милиони евра од милиардата во Скопје 2014. Новата фабрика, која што е најавена, одржав состанок со инвеститорот од Индија, заедно со партнерот од дома, донесоа одлука. Ќе се инвестира во фабрика во Кавадарци, еколошки заокружена, за ладно валање, од 60 до 70 милиони евра е проценката. Паралелно истиот индиец инвеститор донесе одлука и мене ми ја соопшти дека ќе прави фотоволтаици 50 мегавати без фидинг тарифа, без државата да може да плати. Зошто паднаа веројатно цените на фотоволтаиците, но 50 милиони евра инвестиција е тоа. Истовремено самата гасификација е некаде околу 100 милиони евра инвестиција. Преку банката за поддршка на развој обезбедивме нови 100 милиони евра за домашните компании, сега не со 5,5% камата, со 3,2%. Ги убедивме банките да направат маргина од 2%, државата падна на 1,2%, монетарната политика преку гувернерот и Народната банка помогна, имаме 3,2% камата за домашните деловни објекти, за да може буквално да ги охрабриме и да тргнат. Паралелно со тоа, дел од централизираните јавни набавки во здравство, во труд и социјална политика, во одбрана, во внатрешни, во транспорт и врски ќе штедат пари. Еве го кажувам, има распишено тендер за биохемиските препарати и лаборатории. До сега државата плаќала 21 милиони и 500, од кои што 6,5 милиони биле за поправка годишно на сите апарати во сите 126 здравствени институции во Македонија и 15 милиони евра за препаратите. Сега имаме веќе понуди пред нас, севкупно 15 милиони евра. 6,5 милиони евра е поевтино тоа. Ако ги централизираме клиниките, преку централните јавни набавки за се што може да се централизира. Ако ги намалиме трошоците по управни одбори, по 17 комисии кои што одлучуваат на секаде, имаме право да очекуваме дека ќе обезбедиме парите за плата до 100.000 денари и 8 милиони евра кои што ни требаат за да го воведеме бесплатното болничко лекување за сите. Не нови кредити, штедливо работење.
паралелно тоа што го заштедивме и веројатно со донесувањето на прогресивното или фер праведното доначување. Ние сме левичари, не се откажуваме за ова работа, ама сакаме да слушнеме дебата. Дебатата ќе трае, очекуваме со тие перформанси да можеме да влијаеме на социјалните аспекти во државата. Ако успееме, а тоа ќе го знаеме некаде до крајот на септември оваа година, ќе бидеме подготвени од 1 јануари да донесеме закон и одлуки социјалната помош од просечно 4200 да ја покачиме на 11.550 денари. Тоа не е покачување по 10%. Не е дури за 11 години 40%. Колку што беше? Тоа е 3 пати повеќе покачување. И тоа е за оние најсиромашните, најранливите. Ама при тоа мора да прифатат работа. Кога ќе им понуди државата работа. Оти не може да се водат на 12.000 денари и да одбиваат работа. Не, мора да прифатат работа. Активните баратели мора да прифатат работа. Секако имаме ранливи категории кои што социјалната помош ја добиваат од тој аспект. Но и тоа ако успееме, се ствара плюс резервоар да воведеме државната социјална пензија. И имаме во државата некаде повеќе од 15.000 наши татковци, дедовци, кои што навршиле 65 години, немат 15 години стаж и немат пензија. И не може државата да не се запраша од што живеат тие луѓе. Може немат деца, може децата им се во странство. Државата мора да води грижа за граѓаните. А работеле 14 години во државата. Давале свој придонес. Или најголем дел се земјоделци. Плакеле ДДВ, даноци на државата, сметки во државата. Мораме и тоа да го исправиме. Така да целиот овој пакет на мерки е комплетно поврзан со транспарентноста, честноста, која што мора да ги рационализира непродуктивните трошоци, да донесе штедење, за да ги донесеме ваквите аспекти. Ако успееме 60%, 3,2% ќе постигнеме раст. Ако успееме 80% од тоа што го зборувам, ќе имаме 4% раст. Желбата и на Заев, и на Бујар, и на Радмила, ама и на Ангјушев, и на Бехтеши, и на, не знам, Сугаревски, и на Лјупчева е огромна. Околу нив има еден куп луѓе кои што мора тоа да го спроведат. Тоа се наши граѓани кои што зимат плата од плаќањето на даноците на граѓаните. И затоа отворено зборувам, ми треба јавната администрација да работи. Ако работи, ќе најдеме пари и за нивно покачување на плата. Ама ако не работи, нема GDP. Нема нови работни места. И при тоа треба да знаете дека е факт. Ова позитивна клима на градење на пријателство, можеби сум екстензивен, но економија е. Ова градење клима на пријателство, ова градење клима дури и на диалог, дури одлуката на опозицијата да се врати во парламентот, носи инвестиции. Домашни или странски. Зависи каква атмосфера создаваме во државата. Никој не зима 30 милиони евра кредит под ризик да ги изгуби. Сите сакат пријатна атмосфера во државата каде што вложуваат. И затоа имаме 10 договори подпишани за странски инвестиции, без еден денар потрошени на медиуми за промоција, привлекување, роучоа, промотори или слично. 8 имаме донесено одлуки, чекаме да ги подпишеме договорите. Со 200 компании преговараме. И сега опозицијата вика, ама може дел ние ви напеналивме. Може, еве, признавам, ако тоа што е добро, ние рековме, го прифативме и го тераме понатаму. Но сите овие 18 се нови. Да, од 200 има некои што преговарале, па ги снемало година-две, и еве сега пак се враќат. Точно е, некој веќе презентирал пред нив нешто. Прифаќаме, заеднички нека биде успехот во Македонија за сите овие работи. Ама дај да го дигнеме GDP-то. А ако имаме инвестиции, слушнавте некни работодавачите што викат во Штип. Има недостаток од текстилни работници. И пракса е дека има. Ама кога ќе барат да добијат плюс текстилни работнички, како ќе ги привлече? Ќе им даде повисока плата. И тоа го прави притисокот на покачувањето на платите. Ако успееме со ваквите инвеститори да поприлично побарувачката за работници стане поголема од она што е понуда, а 102.000 во Македонија се активни баратели на работа. Плюс имаме 78.000 пасивни баратели на работа. Овие 102.000 мора некој да им понуди работа. И при тоа тие да не одбијат. Не прифаќам работи земјоделие и е земјоделец во суштина, е пријавен во агенцијата за вработување заради здравствените картони и во суштина не бара работа. Не, и тој ќе добија понуда за работа. Ако ја прифати, добро, решен е проблем. Ако не ја прифати,
ќе мораме да го избришиме од агенцијата за вработување. Зошто? Заради тоа што е веќе како земјоделец ослободен до 1 милион од персонален данок. Ке си го врати меѓу 1 јануари и крајот на февруари. Милион денари, тој што прави промет од земјоделство, го повраќа данокот персонален кој што го плаќа. Беше порано до 300.000 денари. Сите механизми се направени и од овој аспект. Тие се отприлика економските политики. Зависи најповеќе од перформансот на државата и јавната администрација. И затоа реков, гледам ги причините во здравството и во образованието и прифатив како премиер. 5% можевме, го вградивме. Ако има повеќе можност во ребалансот, ќе го зголемиме во тие две области. 10% во одбраната веќе е во функција, се реализира. Не гледам во транспорт и врски, во локална самоуправа, во другите министерства, во подрачните оделенија, дека тоа нешто од некој повеќе се измачува пред странката. Не, ќе се измачува, постојат за тоа. Денот мора да почне, дај да видам кои ми се незавршени предмети. Побрзо да ги завршам, од ги заврши, побрзо е GDP, е бруто домашен производ. Некој ќе добие одобрение за градба и ќе почне да гради. И тоа е раст на домашното производство. Тоа го очекувам. Ако функционира администрацијата, да, таа ме гласа и нека не ме гласа. Но фактот е тој. Ако работи тоа што е работата, не повеќе, тоа што е работата, ќе најдеме пари како влада како да ја мотивираме. Ако не работи, ќе ги замрзнам платите на јавната администрација и нема да ги променам. Јас, на крајот одлучува влада, одлучува парламент, но го кажувам како мои лични ставови. Благодарам премиере, имаме 10 минути за нов сет економски прашања, гледам многу раце кренати. Прва беше, момент, Филјана Кока-Колешката од Македонска телевизија, Горан Трпеновски, Милка Смилевска, 3 прашања. Па продолжуваме уште. Сега не знам, ова моето не е поврзано е со економија, меѓутоа е повеќе. Да. Мене, значи, премиере велите дека се соочивте со држава економски фрлена на колена. Надворешниот диалог или надворешната политика како и да не постоела. Проблеми со името и низа други проблеми во економијата. Меѓутоа, јавноста е некако како да и недостасува еден голем одговор на тоа дека нема лоцирано досега никаква одговорност. Како гледате на тоа, бидејќи сега можеби ќе ми кажете дека владата не сме да се меша во судството, во правосудството, меѓутоа вие го имате мнозинството во законодавниот дом. 3 клучни закони од правосудството не беа изгласани минатата седница и тоа е уште еден временски период во кој што таквите одговорности купуваат на време. На јавноста веројатно и должиме одговор околу тоа доколку стане практика секоја власт која што ќе си замине да не одговара за тоа што го направила, треба ли да очекуваме дека секоја наредна ќе го прави тоа и дека само ќе тонеме. Благодарам. Милка Смилевска, Ал Джазира, Горан Трпеновски, сакам да кажам. Добро, јас ве поздравувам за брифингот. Премиера, сакам да ве прашам за рудникот и Ловица, кој е вашата стратегија, вашиот план, дали ќе одите по оној план кој го спроведовте во делот на Казандол и проценките кои ги направивте околу начинот на кој се воделе процедурите. И број 2 имам прашање. Граѓаните на Македонија, посебно на Скопје, се навикнати да живеат во едни урбанистички и градски услови на живење кои се нарушени последниве години со изградбата на многу стамбени згради во зелените простори и едноставно Скопје станува неподносливо за живот. Од друга страна има можеби стотина градежни маркички низ скопските општини кои се дадени, не се тие згради стамбени уште изреализирани. Знаеме дека локалната власт еден од главниот извори на финансирање ги има од комуналиите. Меѓутоа, ако продолжи оваа градежна експанзија, навистина Скопје ќе стане уште по-загадено и уште по-нехумано место за живење. Па сакам да ве прашам дали евентуално се размислува за некои законски механизми како да се стави ред во делот на нелогичното, нехуманото урбанизирање на не само на Скопје, но останатите градови во државата. И Горан Трпеновски, ќе те замолам фокусирано, Горане. Кратко, да се надополнам на Филјана Кок.
Докаде се политичките реформи? Значи, трите закони клучни во правосудството, кои што се потребни двотретинско мнозинство, закон за судови, закон за крична постапка и за јавно обвинителство, каде е спорот со ВМРО ДПМН и дали се разговара и докаде и промена на изборниот законник, пример ДИК, и дали се разговара за промена на изборниот модел, бидејќи ДИК долго време нема, не дај Боже, не може некој пратеник или не може да нема никаква активност, ни да промениш ни ништо. Дали се разговара за овие работи или тие се во процесот на Жан Моне и дали би се нашло некој компромис за овие клучни закони, бидејќи препораката е веќе за неколку дена. Краток бев. Но веројатно и Радмила е поупатена за првите прашања и од господин Трпеновски исто третото прашање. Радмила е раководител на работната група од нас како коалиција во делот на преговорите со опозицијата. Радмила, повели да одговориш на овие. Благодарам, премиера, добар ден на сите. Јас ќе почнам со тоа што исто ќе го поздравам враќањето на опозицијата во парламентот. Може би, бидејќи беше најавувано веќе, никој не се изненади и дури сите ние како јавност не покажавме колку е тоа важен знак за нормализација на државата. И тој не се случи преку ноќ и не се случи едноставно, беше резултат на разговори, преговори, дискусии помеѓу владините партнери и најголемата опозицијска партија, кои што траеа веќе известно време. И сакам да го изразам нашето задоволство што овој разговор продуцираше две добри вести. Едната добра вест беше враќањето на опозицијата, втората добра вест беше што законите кои што беа усогласени, а кои што се однесуваат само на еден дел од елементите, но важен дел, а тоа е следењето на комуникациите, се изгласа во Собранието на Република Македонија. Мислам дека на крајот гласањето испадна дека е лесно, но на него му предходеа навистина многу сериозни преговори до детали, кои што и дадоа на Република Македонија шанса да го реформира системот на следење на комуникациите, прво, за да ја заштити државата и второ и најважно, да ги заштити граѓаните од злоупотреба. Да не заборавиме дека кризата во Македонија еруптираше со обзнанувањето дека над 20.000 граѓани незаконски биле прислушкувани. Системот нов, кој што е дефиниран во новиот закон за следење на комуникациите и новиот закон за така наречената ОТА, дава гаранции, прво, дека државата ќе може да гарантира борба против корупција, заштита од тероризам, заштита од опасност по безбедноста, но од друга страна, дека тој инструмент нема да биде инструмент политички злоупотребен од страна на власта. И тоа беше голем чекор. И јас сакам тој да го поздравам и да кажам дека со тоа и власта и опозицијата покажаа дека веруваат дека оваа држава мора да се промени за да стане европска држава. Денеска, за жал, сето тоа е во сенка на некои од законите кои што јас очекувам дека набрзо ќе се усвојат. Двата закона, едниот јавно обвинителскиот и другиот за кривична постапка, не се закони кои што се занимаваат со крупните судски реформи. И тие дури не се преговара затоа што има други теми кои се многу потешки. Овие се однесуваа на инструментите за борба против тортура. Јас не гледам, не очекувам некакви проблеми во овој поглед, но и во текот на викендот ќе разговараме со опозицијата и очекувам да бидат усвоени. Вториот пакет потежок е пакетот судски реформи. И ние во голема мерка ги усогласивме ставовите. Поднесовме дури заеднички усогласени амандмани помеѓу власта и опозицијата кои што се однесуваат на дисциплинската одговорност на судиите. Меѓутоа, во оваа држава не се само власта и опозицијата. Во оваа држава се и експерти, и судската фела, и нашата инклузивност не смее да биде само политичка инклузивност. И заради тоа, како влада, соопштивме и на ВМРО ДПМН дека ќе ги земеме предвид и критиките кои што дојдоа од страна на Сдруженијето на суди и на други професионални здруженија, и дека не можеме да кажеме Советот за реформи на правосудството, каде што се луѓе од фелата, и ќе покажеме дека не може се во ова да се сведе само на договор помеѓу партиите во парламентот, па макар и биле со огромно мнозинство.
и заради тоа ни требаат дополнително уште неколку дена. Во делот на изборното законодавство договорено ни е да одиме со реформи во две фази. Првата фаза ќе го адресира само акутниот проблем, а тоа е проблемот со Државната изборна комисија. За да го поедноставиме процесот, бидејќи ова решение ќе трае само некои 5-6 месеци, ќе одиме на изборна комисија кој што наликува на она што го имавме претходно. Представници од политичките партии со председател на Државната изборна комисија од страна на опозицијата, а мнозинство од страна на владеачките партии, но тоа е она што ќе функционира само до некаде септември. Во меѓувреме ќе се подготви нови измени на изборниот закон кои ќе ги земат предвид забелешките на ОПСЕ ОДИХР, кои што ќе ги земат предвид некои забелешки кои што доаѓа и од граѓанските организации, а се однесуваат на изборите, и ќе понудат функционирање на ДИК во професионален состав од страна на администрацијата, а партиите ќе номинираат членови на ДИК кои што ќе функционираат само 6 месеци пред изборите. Значи, сите подготовки за избори ќе си ги води професионална администрација, а партиите ќе влезат само тогаш кога непосредно се подготвува државата за избори. Во рамките на овие разговори, сега јас зборувам во име на ставот на СДСМ, очекуваме, се надеваме дека ќе зборуваме и за измена на изборниот модел. Вие го знаете нашиот став. Ние би сакале да видиме воведување на пропорционален изборен модел со една изборна единица и со отворени листи. Тоа беше дел од нашата програма пред изборите, но за овие прашања неопходен е консензус помеѓу политичките партии. И на крај, дозволете ми да ви кажам дека апропо планот 369, иако имаше многу неверни томи, дека планот ќе заглави, дека нема да биде реализиран, бројките покажуваат дека практично се што беше во рацете на извршната власт е завршено. Најголемиот дел и од обврските на собранието и другите се завршени. И тоа го цени Брисел. Меѓутоа, она што е најважно е дека и ние и Брисел забележуваат дека во Македонија работите не се само различни на хартија, туку се менува и нашата секојдневна пракса. Ќе почнам само од настаните кои ги следевте пред неколку дена на интерпелацијата. Ако се шегувам малку, ќе речам дека ова беше прва интерпелација кај што власта беше на време. И не почна интерпелацијата еден час подоцна заради намерно доцнење од страна на власта. Интерпелацијата се водеше во една, јас би рекла, со сите критики, многу цивилизирана, многу конструктивна атмосфера, при што опозицијата имаше право на 2 пати повеќе дискусии отколку власта. После интерпелацијата премиерот беше на 2-часовно интервју со ниту едно нарачано прашање. Денеска вие сте сведоци дека представниците на владата се подготвени да одговорат буквално на секое, па макар и колку незгодно и тешко прашање. Тие се промените кои што ќе сменат атмосферата. И граѓаните сакаат повеќе такви промени. И јас се согласувам со вас дека ако не ставиме точка на неодговорноста во поглед на злоупотребите, граѓаните ќе видат дека секоја наредна влада може да продолжи со криминал и корупција. И затоа се важни сите истраги кои што се водат, и затоа е важно сите тие истраги да се гледаат како шанса да се врати правната држава, а не да се води партиска битка. И ние не се мешаме, но ги поздравуваме сите институции кои што си ја вршат својата задача. Не ни треба партиска, туку ни треба законска држава, држава базирана на правото. И затоа денеска власта се пече на сонцето, а новинарите без притисок поставуваат прашања. И тоа е нешто ново. Само уште момент, размислете за последните 2 прашања, додека вице-премиерот Османи има да дополни, и да ве подсетам на прашањето на Милка Смилевска, Казандол и Ловица, урбанизмот во Скопје. Само да се надоврзам во делот на недонесените закони еден момент. Не е донесен законот за бесплатна правна помош. Заради тоа што на јавна дебата се покажа дека има амандмани на над 53% од членовите на законот. И според тоа законот треба да се врати, бидејќи се над 50% од амандманите, треба да се врати на повторна доработка. Загрижено, ги информиравме Брисел дека еве со тој закон еден од ретките можеби ќе доцниме. Тоа што го добивме од Брисел е дека напротив, они се задоволни што
има таква атмосфера да јавната дебата, експертската јавност ги враќа законите назад, односно нема наметнување на волјата на владата и мнозинството во решенијата. Дури нивниот коментар беше дека би биле незадоволни доколку законот би поминал без да се земаат предвид забелешките кои што произлегува од јавната дебата, и ова укажува на начинот на транспарентност, на инклузивност, на прифаќање на забелешките и на опозицијата и на цивилниот сектор во реализација на планот 369, и ова на некој начин го дефинира тоа што Шекеринска го кажа, дека се менува ситуацијата на терен и констатацијата, и тоа што ми остави впечаток од завчерашната посета во Брисел, кога висок представник ми рече: имам чувство дека зборувам за сосема друга држава од таа пред неколку месеци, и сметам дека е тоа најголемиот квалитет во реализацијата на планот 369, а не само временското, односно реализирањето на време или пак самите проценти. Благодарам. Прво да ја дополнам Радмила, да не испаднеме лошо сватени. Не и една изборна единица и отворени листи. Ветивме една изборна единица, заради тоа што тешко се спроведуваат двете паралелно. Така беше. А сме за отворени листи, веројатно на локални избори ќе ги понудиме како отворени листи, за да ја зголеме демократизацијата. Најмногу ќе изгуби СДСМ со ваквата мерка, заради прворангираната партија која што се наоѓаме, и понатаму соодветно по големите партии, но ќе добие Република Македонија. Се надеваме дека во тој правец ќе се терат работите со мнозинство од сите, ама очекувам навистина да се продолжи праксата, изборниот законник да биде со консензус испреговаран и договорен и донесен. Одговорноста за се досега е лоцирана. И таа одговорност е процесуирана. Значи, самите институции од извршната власт имаат преку 100 кривични пријави или информации доставено до јавното обвинителство. Кога видовте дека финансова полиција заедно со јавното обвинителство отворило истрага за службата за општи заеднички работи, тоа е рефлексија и на таквите извештаи. Се надевам во периодот ќе бидат потврдени тие кај што има докази или ќе бидат отфрлени таму кај што нема докази. Но станува ми јасна апелот секоја институција да се врши својата работа. Зошто? За да не и оваа власт ги повтори глупостите на претходната власт. Еве така едноставно да кажем. Во делот на рудникот Иловица ние веќе отпочнавме предпоследната постапка, така да ја кажем. Ја донесовме одлуката и заклучокот на владата, каде што Министерството за економија, заедно со правните тимови од економијата од владата, треба да ги утврдат конечните пропусти во делот на постапката за добивање на експлоатација на злато и бакар во рудникот Иловица. Постапката, според тоа што досега е увидено, на 2-3 места е прекршена. Но тоа го увидел тимот на Заев, тимот на министерот или слично, сега институционално тоа треба да го потврдиме. Соодветно нешто исто како што се случуваше со Казандол. Ако се работи за суштествени повреди, ние буквално немаме што да бираме, мислам, нема тука одлука, едноставно постапуваме. Суштествените повреди значат, ако при условите за доделување на концесијата и предконцесионите постапки, геомеханичките или геолошките истражувања и слично, тие услови биле предуслов да Евромакс контрол ја земе инвестиција, сега се прекршени. Автоматски тука нема што да одлучувате, едноставно ја прекинувате постапката, оти ако не ќе ве тужат сите други кои што не успеале да ја добијат концесијата заради тоа што Евромакс ги прифатил тие услови. Дел од тие услови се дека консолидацијата на земјиштето ќе го заврши приватна компанија со приватни газди на земјиштето. Ќе го плати, ќе го откупи и ќе ја заврши работата. Вториот дел е еколошката студија. Еколошката студија требало да се достави до 24 јуни 2016 година или јули, ако не сум. До тогаш е рокот за комплетирање документација и давање на дозволата за експлоатација. Тогаш завршува рокот за геолошките истражувања. Тие тоа не го направиле. Нешто не го направиле успат, го вовеле и цијанидот. Тука е проблемот. Некој ги охрабрил во тоа време за оваа работа. И тоа е недозволиво. Фала Богу што е поправливо. Денеска излегуваат комплетно состав. Јас го слушнав нивниот дел како рефлексија и реакција, дека се откажуваат од цијанидот, дека се работи сега само за ископ и за транспортирање во земји, каде што тоа таму ќе се буквално екстрадира или слично, но тоа секако ние ќе го земеме во предвид,
Но не знам дали тоа ќе влијае на правно формалниот процес на постапката. И верувам ако не влијае, морат службениците да постапат. Оти ако не постапат, стануваат соучесници. И затоа постапката ќе ја водиме во овој правец, секако согласно законите во Република Македонија. Значи, сакам да знаете, не е намерата на владата да брка странски инвеститори. Ова инвестиција е, не знам, преку 500 милиони евра. Ова досега во Казан Дол веројатно е тука 30 милиони евра, нешто помалку. Јас губам и по саат 2 за инвестиција од 300.000 евра, од 500.000 евра. Вредна е секоја инвестиција во Македонија. Но здравието на граѓаните нема вредност и таа е поголема од било која друга вредност. И секако законот. Законот мора да се почитува. Во делот на урбанизмот и градот Скопје веќе се прават законски промени на ниво на Македонија. Има работна група која што ги именува 5 закони во градежништвото. Закон за градење, за градежно земјиште, просторно урбанистичко планирање, за експроприација и за градежни производи. 5 закони заедно во пакет, системски ќе ги направиме. Ќе има јавна дебата и конечно ќе бидат фиксирани. Една од целта е насилието во градежништвото да го зауздиме. Веќе градоначалниците од редовите на СДСМ, веројатно и на ДУИ, од коалицијата и од другите партнери, со една заедничка филозофија, да таму кај што можеме да зауздиме насилие во градежништвото, да го зауздиме. Има проекти веќе во аеродром, кои што биле пред одобрение за градба, приватна собственост, и имат право, биле со 42.000 метри квадратни градба, веќе се прифатени да бидат со 22.000, 24.000 во габарит, да бидат со зелени тераси, да бидат со зелени покриви, да има доволно паркинг простори, да има зелена површина во севкупната парцела. И таму каде што има разбирачка, тоа го правиме. Таму каде што нема со закон, веројатно тоа ќе се направи. И на крајот на денот треба да знаете дека немаме намера да забегаме во другата крајност. Градежништвото мора да продолжи. Градоначалниците мора да дават одобрение за градба. И мораме да извагаме каде е најсуусул соодветна. Така да, ако нема одобрение за градба, за куќи, за деловни простори, за згради, за фабрики, за сето она, тоа влијае и те како на бруто домашниот производ на државата. Но секако тоа не смее да ги загрози еколошките аспекти на градбата, кои што се истакнуваат веќе во Скопје, тоа е многу видливо, а ги има и во поголемите урбани центри во Република Македонија. Последните две пријавени прашања, Сонја Телма, Ружица 24 ТВ. Јас имам неколку прашања, затоа ќе ги поставам брзо за да дадам можност да бидат одговорени. Имам две прашања за министерката Шекеринска. Прво, доколку нема договор за името до јуни, дали се размислува за план Б, за некаков тип на специјално партнерство како што има Шведска? И второто прашање ми е во врска со еден глобален настан кој денеска е на прво место во светските вести, тоа е нападот на Сирија. Каков е ставот на Македонија, дали дава поддршка на своите стратешки безбедносни партнери? Но бидејќи го земав микрофонот, не го пуштам толку лесно. Господине Заев, имам впечаток дека тешко ви одат преговорите за зголемување на парламентарното мнозинство. Дали имате несогласување со Ахмети, дали тој има против влегувањето, да речеме, на Беса во владата, и да не се почувствува господинот Османи во врска со законот за јазиците. Споменавте вчера дека постојат и други можности, дури со неподпишување од страна на председателот, дека можно е да влезе законот во сила. Ако сакате да ни откриете кои се тие можности. И на крајот, пред да го предадам микрофонот, господине Заев, споменавте дека ќе се видите со градоначалниците. Може ли да им пренесете молба од мене како граѓанин да почнат да си работат работата? Градот никогаш не бил волку валкан. Ружица, те молам дополни и со тоа затвараме со прашање, колеги. Да, со оглед на новонастанатата состојба со Сирија, дали очекуваме нов бран на бегалци во Македонија и низ Македонија, бидејќи им бевме на рутата кон европските земји? Благодарам на прашањата. Многу директно. Во овој период сме фокусирани на планот А. А тоа е наоѓање на решение и наоѓање на шанса да ги почнеме преговорите со Европската Унија и да обезбедиме покана за НАТО. Сметаме дека во оваа фаза дискусии на тема план Б можат да испратат погрешната порака
дека Македонија е спремна да се задоволи и со нешто друго. Се разбира дека сите анализи ги правиме, меѓутоа велам, фокусот треба да ни биде да ги решаваме, а не да ги одлагаме проблемите. Она што се случува денеска уште од раните утрински часови во Сирија покажува колку е кревка безбедносната ситуација во светот и колку за жал темите од типот на мир и безбедност повторно стануваат главни теми. Не е толку веќе економската соработка, дури ни трговските војни кои што се појавија. И тоа ни покажува и нам како мала држава колку ни е важно да бидеме дел од системи за колективна безбедност. Она што се случува на илјадници километри од нас ќе има влијание и врз Македонија. И со зголемување на притисок мигрантски, меѓутоа и со една глобална ситуација во светот која што не им одговара на малите држави. И ние се подготвуваме, очекуваме и во следните денови да имаме дополнителни разговори со Министерството за внатрешни работи и со сите други институции околу можни зголемување на притисокот на границата. Но дури и без нападот во Сирија, јасно е дека притисокот врз границата постои. Не е тако видлив како 2015, но фактот дека пред некое време имавме околу 100 мигранти кои нелегално се обидуваа да ја поминат границата и за среќа беа фатени, покажува дека Македонија и регионот практично треба да се навикне дека ова ќе трае и дека мора да имаме систем кој што ќе биде постојано, а не по потреба активен. Ние како држава го кажавме нашиот став во поглед на користењето на хемиското оружје по една друга тема, но тоа е наш генерален став. Ние веруваме дека мир во светот е возможен и стабилен свет е возможен само ако ги почитуваме глобалните правила. И едно од тие глобални правила со консензус прифатени во светот е забрана за користење на хемиското оружје. Употреба на хемиското оружје во Сирија утре може да значи употреба на хемиско оружје секаде. И нашиот став беше јасен, принципиелен и дел од нашите стратешки определби. Во поглед на уште едното прашање кое што беше поставено, мислам дека ќе има и други реакции, ја не морам да ги давам, меѓутоа како држава да се подготвуваме и за зголемување на мигрантскиот притисок врз границите. На Законот за јазици има еден член во Уставот, мислам дека е 52, не ме фагајте за збор, вели секој е должен да го почитува Уставот. Непочитувањето на Уставот провлекува кривична одговорност, а не правно действие и тоа спротивно на волјата на граѓаните. Државата мирно гледа како првиот човек одговорен за заштита на Уставот најфлагрантно го крши Уставот и со тоа не ја почитува волјата на мнозинство граѓани на Република Македонија и мислам дека треба да реагираме сите, бидејќи тоа создава ситуација на преседан, кога преку кршење на Устав ќе создадеме правни действија во секојдневниот живот и во политиката и на тоа треба да реагираат луѓето независно дали се работи за Законот за јазици или за некој друг јазик. Туку преседанот кој што го прави господинот Иванов преку кршење на Уставот како прв одговорен за заштита на истиот. Второ, господинот Иванов имаше шанса последна во последните месеци од неговиот мандат да стави најмала трага за кохезивноста на општеството и за унитарноста на државата. Нешто што не го направи во текот на 10 години од неговиот мандат. Се разбира, има уште можност тоа да го направи и да напише нешто барем во таа негова бела книга на негово председателствување како председател на државата. Се разбира дека има и други начини како може да се влезе во сила и тоа правните експерти ќе го кажат, има бројни искуства од минатото како стапувале во сила закони и без подпис на председателот, меѓутоа се разбира тоа дека ќе биде прашање на договарање и прашање на консултација со правните експерти. Можам јас да ви кажам десетици такви примери, меѓутоа најважно е што правиме ние како општество кога дозволуваме создавање на политичка ситуација преку кршење на Уставот, независно дали се работи за Законот за јазици или за некој друг јазик.
или за некој друг закон. Тоа треба да не вознемири сите нас во оваа држава, бидејќи таквите преседани потоа повлекуваат консекутивни слични чекори во иднината. Волјата на граѓаните е јасна, 3 пати изразена во собранието со огромно мнозинство граѓани. Значи тоа не е грешка во одлучувањето. На 3 пати мнозинството со 69 2 пати и со 64 гласа третиот пат го има изгласано законот за јазици. Законот, морам да повторам дека е киднапирано како тема од страна на опозицијата заради чисто дневно политички прашања. А свесни се дека законот не загрозува никаков суштински елемент на државата. Единствено што овозможува е да граѓаните од втората поголемина етничка заедница да може да комуницираат со државата на својот јазик. А кога комуницираат, има помалку недоразбирање со државата. Има повеќе разбирање со државата. Има поголема лојалност на граѓаните кон државата. Повеќе прифаќање на државата за тие граѓани. Така да секоја спротивставување на правото на граѓаните да го употребат својот јазик при користење на услугите на лекар има елементи на шовинизам и тие треба да се осудат. Благодарам. Да искористам приликата на отвореност на темата да се приклучам кон повикот кон претседателот на државата да го потпише закон. Само тоа е исправно. А на крајот Уставниот суд ќе се ја каже својата одлука или слично, затоа што држењето буквално под заложништво и на самиот закон, и на парламентот, да не може да ја заврши својата функција, стануваме нефункционална држава, кога парламентот гласа закон по трет пат и тој закон не може да го види светлото на денот или да заживее, тоа е проблем во Македонија. Во делот на прашањето за парламентарното мнозинство, ние разговараме. Јас имам и почетокот на идната седмица разговори, веројатно и на викенд, за време на викендот ќе разговарам и ќе продолжам понатаму се до крајот на април, каде што сакам да го заокружам тој процес. Во делот на зголемувањето на парламентарното мнозинство, председателот на ДУИ Али Ахмети дава поддршка целосна, но дават и другите коалициони партнери, заради тоа што сите сме свесни дека е добро да се зголеми парламентарното мнозинство, знаејќи дека треба да отстапиме дел од нашата одговорност и да ја споделиме со нови коалициони партнери, но истовремено сме свесни дека пред Македонија се многу сериозни одлуки, каде што парламентарното мнозинство би било добро да биде поголемо и на крајот важна е функцијата пратеник. Пратениците треба да бидат и да имаат време да бидат поблиску до своите гласачи и до граѓаните. Овде со ова мнозинство буквално тие се врзани, не може да тркнат до една институција барем или не знам да помогнат нешто, да консултират закони, да градат закони, а да имат време и со своите канцеларии во места каде што доаѓа. Тие се двата аспекти заради кои што постои консензус во коалицијата да разговараме за зголемување на парламентарното мнозинство. Верувам дека тука завршува. Јас сакам да ви се заблагодарам на сите, на отвореноста, на директноста. Ке сакаме, јас и пиар секторот, сите ние од владата, да практикуваме вакви моменти на брифинг. Јас верувам дека е од заеднички интерес на двете страни. Ако постои заеднички интерес од двете страни, тогаш сме на правиот пат за граѓаните. Секако, ви имате ваша цел да ја подигнете вашата гледаност, вашата читаност и така натаму. Нашата цел е граѓаните да бидат максимално информирани и преку тоа секако власта коригирана, да ја биде укажено, а и да ги зголемиме ефектите кои што на крајот граѓаните ќе ги почувствуват и тие се надеваме дека позитивно ќе ги коментират. Но транспарентноста треба да ја чуваме. Ваквиот начин на соработка помеѓу извршната власт и медиумите може да биде само од корис на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам на сите за присуството денеска.